Едукација на младото население и практично осознавање на работите може да ја променат сликата за македонскиот аграр. Старото население во земјоделството доминира. Младите генерации треба да се насочат кон програми со кои преку едукација ќе бидат конкурентни земјоделци. Програма за работа со младо население, во кој се низ системна активности се образува на последните техники во земјоделство во тоа време. Тој систем за жал од 1990 година не постои и сега можем да кажем дека ние денес работиме со тие деца, со тие луѓе кои што тогаш беа деца. Сега замислете која е таа дупка во осовременувањето на сознанието на земјоделското население за тоа што треба, како треба, кај треба. Ова не значи дека најголемиот дел поголем дел од нив не ги следат настаните, меѓутоа едно е да ги следите на интернет, друго е да ги гледате како треба да се одвиваат. Втората опција е во надлежност на институциите. Отварањето на демонстративни фарми, сметаат експертите, ќе значи стекнување на нови вештини и примена на наученото. Втората мерка е преку изградба на така наречени демонстративни фарми. Таму државата може да интервенира. Каде би биле во соработка се разбира на јавно-приватно партнерство или некој друга форма на односи, каде што би можеле да бидат представувани последните достигања во науката и техниката. Преку нови сорти, преку нови техники, заштитни средства. Младите не сакаат да работат на поле. Работоспособното население во руралните средини старее. Земјоделците на 50 годишна возраст се плашат дека нема кој да ги замени. Просечната старост на нас земјоделците кои се занимаваме со тоа е негде околу 50 на години. Јас не сум видел млад земјоделец од 20 години да има некој да работи или да сите бегат. Проблемот го детектира и земјоделските здруженија кои се загрижени од тоа што младите се иселуваат од селата. Федерацијата на фармери посочува дека помошта од државата за младите земјоделци треба да остане, но да се зголеми бројот на поддржани проекти, бидејќи лани од 3000 апликанти поддржани биле само 120 проекти на млади земјоделци.